повеќето од нашите од оние кои што ги интервјуиравме, македонците, започнуваат да зборуваат за политиките на диктатурата во Метакса, репресијата на јазикот, променувањето на имињата. Многу луѓе македонци биле присилувани да се нарекуваат, да ги сменуваат своите имиња. Потоа или го кажуваат тоа или од нивното искуство или од искуството на нивните родители за страдале и биле тепани само заради тоа што зборувале на својот мајчин јазик. И во овој период сликата за грците, односно за окупирачките сили била страшна. Во текот на 94-та година, во 40-тите години се смени нешто. Грчкото комунистички малцинство почна да се признава малцинството. Секој што зборуваше на мајчинскиот, започнаа да се воведуваат професори кои што зборуваа на мајчински јазик. Меѓутоа, во граѓанската војна тоа се измени. Луѓето кои што ги интервјуиравме се сеќаваат дека во првата класа кој што односно во нивните села тие почнуваат да зборуваат на своите мајчин на јазик. Потоа влада постоењето на македонскиот јазик се сметаше за закана за нацијата. Така за владата постоеше план да се искорени јазикот во текот на диктатурата од Метакса. На Метакса. Ова беше применувано во Квинт Федерика, во Грција, каде целосно околу 18.000 деца беа евакуирани од страна на кралицата Федерика, а некои од нив беа грци, меѓутоа други од нив беа македонци или пак власи. Не сите деца беа всушност евакуирани присилно. Некои од родителите сами ги предадоа своите деца, многу често затоа што беше тешко да им овозможат на овие деца да опстојат, односно да го овозможат нивното живење. Фактите кои што се најдени во мемоарите на една од жените која што работеше со кралицата Фредерика, една од целите на всушност на ошколувањето што им е дадено на овие деца беше да се искорени нивниот барбарски јазик кој што го зборуваат, се мисли на македонскиот. Во многу случаи оваа политика беше доста успешна. Ние го спомнавме случајот на еден човек кој што го велиме Џон Толиос, кој денеска живеа во Канада и кој што бил од македонско село во близина на Флорина. Кога всушност тие дошла од Подополи во близина на Солун, тој не зборувал воопшто грчки. Меѓутоа, бидејќи не им било дозволено да зборуваат македонски, тој го заборавил својот јазик многу брзо. И кога го интервјуиравме многу години подоцна во Торонто, тој рече имале курс за да можат да ве грцизираат. Меѓутоа, некои деца сепак биле во можност да ја одолеат на оваа политика и да го задржат својот мајчин јазик. Ке ви дадам еден многу важен пример за еден од лицата кој што ние ги интервјуиравме и неговата приказна е вклучена во самата книга. Тој објаснува како тој бил фатен од армијата наспроти желбата на неговите родители и бил испратен во на еден остров каде што требало да биде во реформаторски камп направен од грчката влада, посебно за младите партизани, со цел да им се искорени комунистичкиот вирус што го имаат, меѓутоа да се искорени и јазикот што го зборуваат.
тој одолеал на овие напори и направи една смешка и почнале да си формираат собствена заедница и зборувале на македонски тајно. И кога се вратил назад кај своите родители, тоа било доста трогателна сцена каде што тој кажал на својата мајка дека тие